Нова недела, нови случувања и нови теми за разговор. Добродојдовте во новата епизода на И што? Темите се развива драмата со Артан Груби, Мицковски за уставноста на законот за јазици, зошто Мицковски не ги пријави своите коалициони партнери. Бехтел Јенка по криминално здравје, ама сепак ќе спроведеме. Во последната епизода истакнавме одлуката да се стави Артан Груби на црната листа на САД и не толку суптилната порака која ја прати Агилер за нашите институции. Сагата продолжува. Како и секогаш во Македонија не може ништо да се расчисти брзо и едноставно. Артан Груби се уште не е во државата. Се крена огромна фама околу тоа како излекол од државата, дали намерно побегнал, дали стварно има намера да се врати. Да почнеме од тоа како излекол. Што вели МВР на темата? Лицето кое што го споменавте е излезен од Македонија откако му е дал патна исправа на граничната полиција, му е вратена патната исправа од граничната полиција и истојот оди во Косово. Така излезе. Добро, значи Артан Груби на граничниот премин поминал регуларно. Дал патна исправа, ја провериле, му ја вратиле и си продолжил на својот пат. Тошковски признава самиот дека има пропусти од страна на МВР, или поточно од полицијата на границата. Да слушнеме. Сакам да ја информирам да јавноста дека се сторени пропусти од страна на одредени полициски службеници во рамки на гранична полиција во текот на вчерашниот ден во утринските часови. Лично сметам дека таму не е постапено согласно правила и процедури на Министерството за внатрешни работи и ценам дека е сторена голема грешка во рамки на при вршење на задолжителни прегледи кои што требало да бидат извршени при излез од Македонија кон Косово на одредени лица. Во ред, значи, според Тошковски има пропуст во тоа што е пуштен Груби да помине граница, но според нашите информации воопшто не бил ставен на стоп листата. Го прашавме министерот за да ја потврди информацијата и тој не кажа ништо. Потоа на пресконференцијата го кажа следното. Вчера ако бил ставен на стоп листа, а не бил застанат, сега грешката е кај полицајецот или кај ќе ја бараме грешката, бидејќи тој на вчерашниот ден јави пиша, барав информации дали е или не е, дали воопшто бил ставен на стоп листа. Во јавноста излегувам со информации кои што не би довеле под било каков прашалник постојачка истрага или идна истрага. И многу внимавам што говорам. Заради тоа и гледам да комуницирам со вас како новинари, максимално професионално, меѓутоа не сакам да загрозам нити еден прашалник кој што ќе произлезе во иднина како потреба за расчистување. И затоа така говорам, но мислам дека сум доволно јасен и доволно одговорен во рамки на прашањата кои што ми ги поставуваат. Затоа и така одговорам и многу пак ќе повторам, многу внимавам за тоа што станува збор за многу критични моменти од целокупната фаза на овие постапки. Кои прашалници ги штитите? Кои постапки би биле прекршени доколку не дадете јасен одговор? Да, тој бил на стоп листа или не, тој не бил на стоп листа. Кажувате дека имало пропусти и не требало да се пушти да искочи од државата, а не кажувате дали воопшто бил на фамозната стоп листа. Да се обидеме да ја сумираме ситуацијата. Артан се става на црната листа на САД. Кратко после тоа, тој излегува од државата и баш кога кидна, почнува постапка по него и се прави фама околу ситуацијата. Добро сценарио за крими трилер акција. Во улогата на Deus Ex Machina се разбира дека ќе биде премиерот Мицковски. Нема да предпоставуваме околу тоа дали е крив или не. Сепак судството треба да си го заработи лепот. Но да спроведеме една од нашите фамозни логички вежби. Доколку стварно сака Артан Груби да го приведат и сигурни беа дека има за што да се одговара. Зошто да се сензационализира случајот? Зошто да се дигне фама во моментот кога тој преминува во друга држава? Прекјутете некој ден да се врати во државата и потоа на граница направете топол пречек со неколку полициски возила. И спроведете ја правдата така како што треба. Вака има само две опции. Под А. МВР се дотолку неспособни што вип личност на стоп листа и на црната листа на САД го пропуштија во друга држава. Под Б. Целиот случај е сцениран, за да се крева врева дека ВМРО води војна со криминалците и со корумпираните играчи во државата. Воопшто не помага фактот што камерите мистериозно им се испразниле батериите и не снимале кога тој поминал. Но се е возможно од кога премиерот призна дека со Груби соработувале. Да, премиерот Мицковски си кажа јасно, гласно и недвосмислено дека Артан Груби бил близок со ВМРО. Бил во голема војна со ВМРО. Не, напротив. Јас се сеќавам кога беше еден од најдобрите пријатели на ВМРО да помане. Не, апсолутно немојте да мислите бил во војна. Јас се сеќавам на деновите кога беше најдобар пријател и кога беше често виден во штабот на ВМРО да помане. Не можам да кажам и за себе дека не го познам или не сум имал комуникација. Тоа нема никаква врска. Сум имал. И нормално и природно е да имате комуникација. Да, нормално е да соработувате и да имате контакт. Но некога во јавноста се тепате на секоја тема и се нарекувате криминалци. Може би сепак овој изводок од Груби во интервју за Инфомакс има малце повеќе смисла. Тоа беше една логика на ВМРО и имаше барања постојано да се критикуваме
едни со други, затоа што кога ние критикуваме или албанска партија, критикуваме конзервативна македонска политичка партија која што гради авторитет врз тоа дека е силна кон албанците, силна кон грците, силна кон бугарите, силна кон србите и дека ние ќе го задржиме македонизмот во Република Македонија и со тоа им расте нели рейтингот или па и обратно кај нас, кај албанците, дека всушност секој напад од ВМРО од ДПМН само ни служи затоа што не можат да го смислат, да ја смислат како политичка партија ВМРО и со тоа било кого напаѓа ВМРО од ДПМН, тој е добар за албанците. Ова е теза на ВМРО ДПМН. Разговарам го има кажано, да. Го имат кажано. И претходно според Груби имало јачање и кревање фама со намера да се кренат рейтинзите, но ќе оставиме на времето да каже која е вистината. Може би Мицкоски ќе биде умерен со Груби како што бил со неговите коалициони партнери. Дали ќе побарате од довчерашните опоненти, сегашните партнери да се водат истраги базирано на вашите обвиненија исто така за господинот Изет Меджити, за господинот Арбен Таравари, за господинот Гаши и така натаму. Јас се водам од вашите изјави во опозиција. Дали и по нив ќе барате да се постапи или ќе се враќаме пак во селективна правда? Не и за мене ќе барам. И за мене барам. Ако постои основано сомневање дека некаде сум сторил кривично дело. И за моите блиски. Барем вие сте имале докази кога сте ги правиле тие обвиненија? Дали сте ги доставиле до органите или Не, ние не правиме обвиненија. Органите на прогонот прават обвиненија, а ние јавно обвинети? Ние од ваша доставуваме страна? документи до органите на прогонот. Дали се доставени тие? Апсолутно, за тие кои што сме имале тогаш, делумно сме ги доставиле кога сме гледале дека тогашните органи на прогон или калкулантски постапуваат или не постапуваат, престанавме и да ги доставуваме. Значи тогаш не сте поднеле случај поради тоа каква била власт. Супер. Сега вие сте власт. Сигурно имате собрано уште повеќе докази и можете да ги донесете пред лицето на правдата. За почеток да ве насочиме кон вашиот коалиционен партнер Изет Меджити. Истражувањето спроведено од екипата на 360 степени околу дивоградбите во Чаир, каде што никнуваат згради деценија и нешто после законски пропишаниот рок во кој што може да се легализираат. И со антидатирање, што е кривично дело, тие се легализираат од страна на општина Чаир. Се разбира за време на градоначалничкиот мандат на Изет Меджити. Знаеме дека ваш коалиционен партнер не може да сгреши. Така да, Меджити може да ви помогне да ги најдете вистинските злосторници. Веќе кога ќе бидете во заедничка акција, можете да се договорите за тоа кој е вашиот конкретен став за законот за јазици, бидејќи тој ни е малце нејасен. На вас ви смета во Македонија да биде двојазична? Сте ги виделе ли пораките пред кои што јас стојам и испрашам интервју? Не ви пречи. Океј. Од друга страна, Уставен суд се спори уставноста на Не е така, не е така. Не е вистина ова што кажувате, ама не е вистина. Што се спори во Уставен Па се спорат 3 члена. Дали има случај за кој Дали што се се спори уставни не или знам. не се уставни? Точно, така? точно. Значи се спори уставноста На 3 члена. Сега уставен е. Го прифаќаме, ама само 3 одредби не се во ред и треба да се коригираат. Доколку ова беше вашиот став, зошто тогаш не потенциравте дека треба само 3 одредби да се сменат? Да видиме што викавте претходно. Парламентарното мнозинство предводено од СДСМ вчера донесе неуставен закон за двојазичност со кој се деградира употребата на македонскиот јазик. Законот за двојазичност, ваков каков што е, не смее да стапи на сила. Противуставен, неприменлив закон за употреба на јазиците. Незаконски, неуставен, неприменлив. И самите на вашиот Facebook истакнавте дека е неуставен. Сега, зошто текстот од вашата партиска страница е избришан, тоа ќе остане мистерија за сите. Потоа рековте дека е неуставен закон кој како нож го дели општеството. Исто така ветивте дека со амандмани ќе го направите неуставниот закон уставен. Каде се амандманите? Каде е неуставноста? Или тогаш сте кревале врева за политички поени, или сега го лажете народот, кога сме кај превртени ставови. Конечно кругот се сврте целосно и Мицкоски се врати на првичниот став за Бехтел Јенка. За проектот на Бехтел Јенка, познат како проект за коридорите 8 и 10D. Дали уште го оценувате вие како најкриминалниот проект и Апсолутно, апсолутно и сум го повторил тоа, но да, таков каков што е направен, ако сега го откажам, вас ке ве чини милиони и на генерациите по нас ке не чини милиони. Затоа голтнав кнедла, добив политички куршуми и решив заедно со тимот да работиме да го реализираме час поскоро. Мислите мене мило ми беше? Не. Да голтнам кнедла и политички куршуми да примам? Не. И да, го имам истиот став за тој проект и за фирмата за гаките, истото го имам. Многу политички куршуми.
неколку кнедли голтнати и можеби една до две бајадерки за да се ублажи болката. И пак Мицковски се наоѓа на истиот став. Нема да се навраќаме што кажал во меѓувреме. Можете тоа да го гледате во претходните изданија на Иншто. Туку ќе се сконцентрираме на криминалните квалитети на договорот. Драг премиере Мицковски, доколку е тоа така, а веруваме дека е, бидејќи вие тоа го кажавте, зошто не го репроговарате сега? Имавте ли, премиере, нешто да промените во тој договор со Бехтел Јенка, кога веќе Зошто би промениле они нешто во тој договор? Споменуваме да не биде толку штетен, Ама не дека не разговараме зошто би они стакале да променат кога не имаат 100-0. Зошто би седнале со нас на маса и да променуваат? Кој е нивниот мотив? Што би бил нивен мотив, да речем? И за ова сте управо. Не би помислиле да си ги намалат добивките Бехтел Јенка, доколку договорот е 100-0 како што вие тврдите. Но сепак имате должност кон овој народ да го штитите од такви договори. Ако договорот е дотолку криминален, зошто да не идете на арбитража? Таму ќе се утврди вистината и судот ќе постапи правилно и ќе пресуди во корист на Македонија. Ама не, вие ќе го спроведете. Така да, или некој ви врши притисок да се направи што побрзо, или просто нема ништо спорно со договорот, ама сте ставени во ќош со ставовите кои што ги изразивте од позиција на опозиција. Како и да е, во нашата драга Македонија кругот наречен како до сега константно се врти. Ставовите имаат цикличен квалитет и зависно од тоа што е корисно во моментот се менуваат. Властите доаѓаат и си одат. Единствена вечна константа е дека на крајот народот ја плаќа сметката.